Според новиот закон за тезгаџиската трговија на зелените пазари, трговците и земјоделците кои планираат во текот на годината да ги продаваат своите производи на тезга, ќе мора да имаат лиценца, за чие издавање е надлежна комората на трговци, каде што Удруженијето на пазарџиите е регистрирано. Тоа значи дека во иднина ќе нема потреба од регистрирање на фирма преку централен регистар. Освен тоа, во догледно време нема да има фискализација на пазарите во земјава. Со овие одредби, новиот закон за трговија на зелените пазари минатата недела го поминаа собранискиот филтер. Во постапката за добивање лиценци, пазарџиите треба да докажат дека поседуваат тезга под закуп. Лиценцата ќе има рок на важност од 1 година. Доколку лиценцата не се продолжи, незакупецот ќе му биде одземена тезгата и се брише од негова собственост од листата пазарџии. Меѓутоа останува неизвестноста колку ќе треба да издвојат тезгаџиите за лиценцата, бидејќи Министерството за финансии и економија дополнително ќе го договорат износот за нејзино добивање. Според досегашните пресметки, вкупниот приход во државната каса од работата на пазарите изнесува над 5 милиони евра во услови кога во земјава има повеќе од 20.000 регистрирани тезгаџии. Се проценува дека од сивата економија во оваа сфера државата годишно губи над 800.000 евра. А проблем секако е нелојалната конкуренција што ја трпат легалните трговци на зелените пазари. Со законот се предвидува лиценцираните трговци тезгаџии да плаќаат персонален данок на државата, како и здравствен и инвалидски надоместок. За сега нема проценки од стручњаците и познавачите на состојбите во оваа област, како законските одредби ќе влијаат врз работењето на зелените пазари, како што не може да се предвиди како на нив ќе реагираат пазарџиите во услови какви што се на пазарите во Кочани, Виница и Облешево.